Приносите од земјоделските и овошни култури по течението на Брегалница во наредните години ќе бидат се помали. Причина за ова се климатските промени, а штетите веќе се процените кај пченицата, пченката, луцерката и лозијата. Освен сегашните, во наредните 5 години, штетите кај овие култури ќе бидат над 20% од вообичаените досега и така скромни приноси. Дефинитивно да, прво во загуба на површина, потоа во загуба на субстанца на произведен производ, значи на квантитет и на крајот загуба квалитет. Да напоменеме само дека за нормален раст и развој на растенијата се потребни оптимални временски услови, исто како и почвени. И ако било кој од овие два фактори не делува во оптимални рамки, доаѓа до намалување на квантитетот и на квалитетот. Од тука од голема значајност е да се производството се одвива во оптимални рамки, следејќи и климатските услови, исто како и почвените. Што за овој се поголем проблем мислат земјоделците? За другите производи многу влијаеше климата, така да со суша и сега гледате дека е преголема суша. Че ако сакаме сега да почнеме со есенка да се идва, нема услови. Че и да го фрлеме семето не бива, нема влага. Треба ли околу тоа нешто да се преземе? Па не може да преземе, ние сме оставени да Господ, седе да Господ кажува. Значи ако падне дождчик има и се идва, ако не ќе чекаме на него. Влијае. Значи ние имаме дома обични бавчи, разсадници што се правиме, значи пиперка, патлиџан, гројзе, не бива веќе. Значи мора веќе да се презимат други мерки. Ова на стручна, но итна реакција ги принудува експертите. Апсолутно да. Секој животински вид, независно се разбира во конкретен случај растителен вид, си има свој температурен опсек во кој што може оптимално да расте и да се развива. Секој стапување од тие параметри предизвикува така наречени шокови кај растението. За да дојде до намалување на овие шпицови или во овие несакани последици, неминовно е да се извршат неколку измени и приспособување се разбира. Пред се неопходно да се доведе до оптимални количества и можности искористувањето на системите за наводнување. Неминовно е да се инвестира од страна на земјоделството во две насоки. Прво, во современа инфраструктура за полевање на културите и тоа примера на системи за наводнување кои што штедат вода, и второ, да почнат да инвестират во самите себе си, да ги сваќаат производните животните циклуси на растенијата за да можат правилно да го развиваат нивниот животен стадиум. Дали земјоделците на ова се подготвени? Покривање ли со мрежи, со мушами, сенливост да се праве, поголема заштита, поголеми третирања со праскања за да обстане. Според професорот Зоран Димов од Факултетот за земјоделски науки, проблемите од овој аспект во земјоделието доправа доаѓаат. Науката се повеќе треба да се применува во земјоделието, зашто последиците ќе бидат големи. Само во наредните 5 години земјоделието кај нас, поради климатските промени, ќе претрпи штети од 30 милиони евра. Едно од најпогодените места ќе биде течението по Брегалница, вели анализата на професорот Димов.